te budu, zašto divno je carstvo to nebesno. Blaženi se oni što plaćat, zašto ti je ke se uzdržat. Blaženi se milostivi te, zašto ti je se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti je ke go vidadu. Zašto ti je sinovi Božji se, blaženi ste koga keve gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te budu, ti je keja nasledat zemljata. Blaženi se gladni te zapravda, zašto ti je ke se nasita. Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, така i na zemljata. Хлебот наш насушен дай ни го и денес и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Второто послание на апостол Павле до Солунчаните, до Солуњаните, до Солун, до Солунците, до македонците во првите Христови заедници на европскиот континент. Солун град кој е опеан во многу македонски песни, Солун во кој се случуваат многу работи. Беаскуле, каде што македонците оделе во затвор во Солун за време на Турската империја. Второто послание на Павле до Солунчаните, до Солунците. Павле, Силван и Тимотеј до црквата на Солунчаните, Солунците, во Бог, нашиот Татко, Отец и Господ Исус Христос. Татко, зборот Татко и Бог. Другите народи велат има Бог, а ние имаме Татко, Татко на небесата, Оче, Оче наш кој не роди. Јас сум, ти си син мој, јас денес те родив, се вели во еден псалм. Благодат вам и мир од Бог, нашиот Татко и Господ Исус Христос. Вистинските христијани знаат дека имаат Отец на небесата, Татко. Како што детето има татко, така вистинскиот Отец ги држи своите деца за рацете, за рака, ги обгрнува кога ќе грешат, да не погрешат, да не се сопнат од камен. Испраќа ангели. Значи, Татко имаме на небесата кој создал се. Кој создал се и оваа земја, која е место каде што треба повторно да го изберете Исус Христос како порта на спасението и да се вратиме повторно во духовното царство на Отецот Небесен, во Божиото царство, затоа што сме паднале со сатаната. Првиот пат, вториот пат со Адам, гревот на Адам, избравме смрт, а во Библијата добро пишува: ви давам да изберете живот или смрт. Имате живот со Исус, претходно 10 Божји заповеди, и смрт,
другото е смрт, гревовна смрт. Должни сме секогаш, значи, второ послание на Павле до Солунците, должни сме секогаш да му благодариме на Бог за вас. Благодарност кон Бог е добра категорија, биди благодарен во се. Затоа што се што се случува тука е за поука, ако си го избрал Бог и врвиш по него Исуса. Браќе, како што прилега, должни сме секогаш да му благодариме на Бог за вас. Браќе, како што прилега, зашто вашата вера расте многу и се умножува меѓусебната љубов на секој од вас. Значи, вашата вера расте многу солунчани, скопјани, македонци и љубовта, меѓусебната љубов се умножува на секој од вас. Се разбира дека тоа не е случај денеска во македонскава земја и затоа Македонија е донесена на тоа дереđe бидејќи чекори без Бог. Така што ние самите се фалиме со вас, вели апостолот Павле, меѓу Божјите цркви. Самите се фалиме со вас, меѓу Божјите цркви. Кои се тие Божји цркви? Црквите кои го слават Исус Христос, односно Отецот Небесен и Неговиот Син Исус Христос во дух и вистина. Не се тоа згради, не се тоа фрески, икони, канони, религии, богородици, светци. Тоа се Божјите цркви, Христови цркви, не се автокефални, туку се христокефални цркви. Така што ние самите се фалиме со вас меѓу Божјите цркви заради вашата истреност и вера сред прогонствата и маките што ги поднесувате. Па и денеска солунчани мои, македонци мои, вардарци, скопјанци, пиринци, егици ги поднесувате истите маки барем да бидете со Бог и кога ве страдате заради Христос, да знаете дека ви се отвара портата на Божјото царство на небесата. Тоа е знак на Божиот праведен суд, за да се сметате достојни за Божиото царство. Достојни за Божиото царство за кое и страдате. Значи да страдате за Божиото царство, но барајте го најнапред царството Божио и се ова ќе ви се придаде, зашто Македонија доби благослов од Бог и веднаш после Антиох Епифан, таму некаде на почетокот на самото Евангелие, откако Христос дојде го испраќа апостолот Павле во Македонија, потоа ќе видиме, тоа е интересна приказна. Тоа е знак на Божиот праведен суд за да се сметате достојни за Божиото царство за кое и страдате. Значи страдате за Божиото царство ако сте го избрали Исус, ако не сте го избрале, не знаете зашто страдате, зашто праведно е Бог да им возврати со мака на оние кои ве измачуваат. Значи Бог суди. Од маздата е моја, јас ке отплатам. Од маздата е моја, јас ке отплатам, вели Господ, односно отплатува старозаветниот закон. Око за око, зап за зап, тоа што сте правеле, тоа ќе ви го прават. Се она што им го правите на другите, ќе ви го прават и вам, значи го правите врз себе, зашто вие сте поврзани, зашто праведно е Бог да им врати со мака на оние кои ве избачуваат, а вам на измачуваните олеснување заедно со вас, кога ќе се јави Господ Исус од небото, со своите силни ангели во пламенен оган, за да им се одмазли целосно на оние кои не го познаваат Бог Отецот и кои не му се покоруваат на Евангелието на нашиот Господ Исус Христос. Значи покорност на Евангелието подразбира новиот завет на Господ Исус Христос. Да го следите примерот на Исус како постапуваше тој, а тоа подразбира чекорење со Бог, чекорење во љубов. И денеска страдате, се случуваат разни состојби во Македонија. Веројатно најапсурдните работи, каде што се бара да се изништи еден народ. И вие, луѓето кои се во Бог, би требало да знаат и да им сообштат на другите, а не да спијат како Јона на дното на бродот. Ако Стефан спие на дното, односно Јона, на дното на бродот, а бродот тоне, дека треба да чекориме со Бог и да го повикаме Бог, бидејќи кој го победува светот, оној што верува дека Исус е Син Божји, го победува светот. Значи, покорност кон Евангелието на нашиот Господ, тоа разбира да ги почитуваме овие работи што се запишани овде. Во Евангелие по Јаков се вели: покорете се на Бог и спротиставете се на ѓаволот, и тој ќе побегне од нас. За да се спротиставите на ѓаволот, треба да бидете покорни на Бог, бидејќи сатаната најнакрај ќе седне и ќе ви ја земе територијата, ќе ви го земе народот, ќе ви го земе името, ќе ви земе се за да ве натере да ве вовлече во сатански круг, да се убивате едни со други.
како што денеска прават евреите кои се борат и се убиваат, бидејќи исто така не го познаа Бог, а си ги имаат Мојсе и нивните пророци. Значи, таквите ќе бидат казнати со вечна погибел далеко од лицето на Господ и од славата на неговата сила, тие што не го почитуваат Евангелието. Значи, Бог дојде за секој од вас, ја пролеа својата крв, ви понуди откуп на гревовите, простување на гревовите со својата света крв, зашто Бог Отец живееше во Исус, во сета негова полнота. Исус ја пролеа својата крв на виното јагне, ги зеде сите гревови, болки, болести и страдање, ги закова на крстот. Потребно е да го изберете Исус и да чекорите во неговата љубов. И да се вратите повторно во Божјото царство на небесата. Кога ќе дојде во оној ден да се прослави со своите свети Исус и да му се восхитуваат сите кои поверувале, зашто вие му поверувавте на нашето сведоштво, му поверувавте на живото Слово Божјо, на Евангелието на Господ Исус Христос. Господ ја пролеа својата крв за секој од вас и за тебе. Можеш да бидеш здрав, да чекориш во Бог, да се вратиш во Божјото царство, да имаш вечен живот и да заменеш од овој сатански минлив свет во кој сатаната те фаќа во своите мрежи, како например, како што е Македонија фатена во една сатанска мрежа, бугарите, србите, грците, албанците, НАТО и Европска унија сакаат да променат нешто, сакаат да ви стават чип во душата. Денеска веќе се внесуваат чипови во Шведска, читаме, а во Библијата пишува во Откровение дека никој кој ќе го нема бројот над зверот во раката, нема да може да купува и да продава. Тие веќе купуваат и продаваат со чиповите. Се растура семејството, се воведува LGBT затоа што семејството е мало Божјо царство. И таа приказна со Содома и Гомора е завршена во мртвото море, зашто Господ истори оган од небесата. Затоа и ние секогаш се молиме за вас, нашиот Бог Отец, да ви удостои за вашето призвание и да ја исполни со сила секоја желба за добрина и секое дело на вашата вера, за да се прослави името на нашиот Господ Исус во вас и вие во Него, според благодата на нашиот Бог и Господ Исус Христос. Значи, молитвата подразбира да се исполните со сила секоја желба за добрина, секоја желба за чекорење во Бог, да се пораснете во верата, да добиете дар на вера, за да се прослави името на Бог во се. И се што работите како за Бог. Значи, Македонија треба да живее за Бог, ако сака да преживее во оваа армакедонска битка која и се случува сетне и упреку. Со 4 сатански трналците страни уште 2 од 2 сатански организации, и сите знаат дека се тоа сатански организации, но упорно повторуваат. Тоа исто како на Адам, кога му кажа Господ, ако каснете од дрвото на познанието на доброто и злото, ќе умрете. Адам касна и умре. Не е битно дали змијата Ева или Адам прв почна. Кој прв почна? Како што на Лотовата жена и кажа Господ да не се врти кога Содома и Гомора ќе ја претвори во прав и пепел, зашто таму имаше педофилија, лесбејство, педерастија, блудство. И таа се претвори во сол, така и вие, ако не знаете дека без Бог ќе завршите во Армагедон по Божјата волја, во Армагедонската битка, каде Господ ќе се јави на крајот и ќе го победи сатаната. Но вие на која страна ќе бидете, тоа е битно прашање. Сега ве молиме, браќа, во однос на доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и за нашето заедничко собирање кај Него. Не дозволувајте брзо да се поколебате во разумноста, ниту да се исплашите од некој дух или слово, ни од некое послание, како да е од нас испратено, како веќе да настапил Господовиот ден. Дојдете Господа, готово е крајот, доаѓа денот на Исус Христос, на второто Христово пришествие. Земјотрес и поплави, блудство, љубовта излади. Погледнете во Македонија каква омраза, какви водачи кои ве водат во јама, духовно слепи. А Јона спие, место да излети да му каже на народот дека без Исус Македонија оди во гибел, дека таа има заповед. Никој да не ве измами на никаков начин,
Зашто тоа нема да се случи додека први не дојде отпад ништото и не се појави човекот на беззаконието, синот на погибелта, кој се противи и се воздига над се што се нарекува Бог или светиња, така што ќе седне во Божиот храм и ќе се представува себе си дека тој е Бог. Денеска ќе видите што ќе се случува понатаму, ќе се забрани крштение во православните цркви. Ќе се забрани во учебници да се зборува за Бог. Додека од друга страна во 4 наутро една друга религиска заедница со разглас среднотонски шири религија и никој не го слуша тоа, со очи не гледаат, со уши не слушаат и со срцето да разберат, да се покајат. Значи ќе се забрани повеќе и вистинските христијани ќе останат. Значи ќе се забрани се што е Бог или светиња, така што ќе седне во Божиот храм и ќе се представи себе си дека тој е Бог. Одредени сатански организации кои го владеат овој свет доаѓаат полека во македонскава земја и гледате што се случува, дозволуваат односи со животни, истополови бракови, дрога, криминал, ако забрануваат Исуса праведникот, вашиот Бог и Спасител. Не помните ли дека ова ви зборував уште кога бев кај вас? И сега знаете што го задржува тоа за да се открие во своето време. Зашто тајната на беззаконието веќе действува додека не се отстрани од средината оној што сега ја задржува. Да се отстрани од средината оној што сега ја задржува и потоа ќе се јави беззаконикот, кого Господ ќе го убие со здивот на својата уста и ќе го уништи со појавата на своето доаѓање. Здивот на својата уста е Рама. Изговорен Божи збор. Името му беше Божи збор, натопено во крвта, непорочното јагне Исус Христос. Тој зборува сега за второто пришествие, дека ќе се забранат сите религии, како што веќе тргнало, ќе се прогласи, ќе се забрани се што е Бог, ќе се забрани читањето на Светото Писмо, ќе се изфрли од учебниците, а потоа ќе се прогласи за Бог, одреден човек и тогаш ќе биде крајот. И онака веќе ставаат чипови во рацете. И потоа Исус ќе дојде и ќе го убие со здивот од својата уста и ќе го уништи со појавата на своето доаѓање. Тоа е оној чие доаѓање во согласност со сатанското дејствување подразбира да исчезнат нациите, да се направи еден јазик, еден народ, сите да пијат Кока-кола и да пеат исти сатански песни. И тогаш ќе дојде Исус, ќе биде последни времења, ќе биде крајот, ќе се забрани христијанството. Бидејќи Бог ќе биде тој што ќе се појави, ќе седне на престолот. На кој престол? На престолот на смртта. Значи, со секаква неправедна измама, каде стигнавме, сатанско дејствување, растурање на семејството, растурање на нацијата, територијална поделба, наметнување на друга религија, забранување на Христос, забранување на именување Македонија и македонци, кој е нешто што ни го дал самиот Бог. Значи, Бог ги дава имињата на народите, Бог, а не сатаната. И затоа не треба да се сложиме на никаква промена. Треба да останеме достојни во тоа, без разлика на последиците, зашто кога страдате за Бог и за Исус, ако им кажете дека Исус не запишал како Македонија, вие тогаш страдате за Исус и останете во тоа. Значи, сатанско дејствување со секаква сила, со чудотворни знаци, со лажни чуда, лажни пророци ќе се појават и со секаква неправедна измама за оние кои загинуваат, зашто не ја примија љубовта на вистината за да се спасат. Љубовта на вистината, Светото Писмо, Новиот Завет со Исус Христос. Бог е љубов и секој кој пребива во љубовта, пребива во Бога. Љубовта Христова, љуби го својот ближен како себе си. Љубете ги непријателите своји, за да не влезете во сатански круг на омраза како што е тера Македонија, да почне да се тепате едни со други, да влезете во тој сатански круг да убивате. И тогаш сте под старозаветниот закон. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери, се она што ви го прават, вам правите им го и вие. Македонија е во сатанско менгеме и само Исус Христос може да помогне. А ако Јона спие на дното на бродот, а бродот тоне, ќе треба Јона да го фрлиме во морето, да го лапне кит, да му се исуши смоквата и да биде лут на Бог, за да се спасат ниневејците, односно македонците. Амин. Амин.
Znači, rekovme satansko dejstvувanje koje го гледаме во Македонија, посебно со негирањето на македонското име, јазик, нација. Не заборавајте дека Антиох Епифан сето тоа го правил на евреите, им забранил да се нарекуваат евреи. Потомците на Антиох Епифан, синот на Антиох, од антиохидите, им ги горел светите книги, им ги сечел јазиците, ги силувал, ги наденувал на кол, ги терал да се поклонуваат на идолски жртви, забранувал да се нарекуваат евреи, им го забранувал јазикот, им ги забранувал молитвите. Сето тоа и се случува на Македонија, се разбира. Господ веднаш потоа го испрати апостол Павле, ќе видиме, а ние сме должни секогаш да му благодариме на Бог за вас, браќа мили во Господ. Господ, зашто не ја примија љубовта на вистината за да се спаса, значи тука сме. И зашто Бог им праќа заблуда да действува меѓу нив, за да и веруваат на лагата, та да бидат осудени сите кои не и поверуваа на вистината. Сите ќе бидат осудени, а имаа задоволство во неправедноста. А ние сме должни да му благодариме на Бог за вас, браќа, мили на Господ, зашто Бог ве избра за спасение уште од почетокот преку осветување на Духот во вера и во вистина. Бог ве избра. Значи, веднаш после Антиох Епифан, еве што вели овде, Дела 15-14, Бог најнапред ги посети незнабожците, за да избере од нив народ за неговото име, народ. И потоа Дела 15.4, потоа на Дела 16.9. Преку ноќта Павле имаше видение, стоеше пред него еден човек, македонец, кој го молеше и му велеше дојди во Македонија и помогни ни. Така да по тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи свативме дека Господ не повикал таму да го шириме светот Евангелие. Значи, Симон, Бог најнапред ги посети незнабожците да избере народ, да го прослави неговото име, македонец, македонци. Бог не запишал така и треба да останеме во тоа по секоја цена. Така ќе останеме во Бог. А ние сме должни секогаш да му благодариме на Бог за вас. Значи, второ послание до Солунците, браќа мили на Господа, што Бог ве избра. Ве избра Бог за спасение уште од почетокот пред осветување на Духот и вера во вистината. И затоа ве повика преку нашето Евангелие за да ја добиете славата да ја добиете на нашиот Господ Исус Христос, да бидете со Него во слава, од слава во слава, има еден стих се променувате, од слава во слава. Затоа, браќа, стоите цврсто, ете ја пораката, и држете ги преданијата што ги научивте од нас, било преку слово или преку наше послание. Останете тоа што сте, тоа што ве создал Бог, останете во Светото Писмо, а не во сатанското дејствување кое ви наметнува ново име, нови полови, нова вера, а тоа е смрт. Смрт, зашто живеете без Исус, пат без Бог, а самиот наш Господ Исус Христос е Бог, нашиот Татко, кој не засака и ни даде вечна утеха. Имаме Отец на небесата и добра надеж преку благодатта. Втората глава, 17 стих, второ послание до Солунчаните. Нека ги утеши и вашите срца, македонци мои, и нека ве утврди во секое добро дело и слово. Ние можеме да му се обратиме на Бог Отецот, да се собереме, да се молиме. 100.000 луѓе, пола милион луѓе, милион луѓе може да застанат и да се помолат. Тогаш Бог ќе действува. Нема да ве остави испрати ангели. Нема да дозволи да станете монета за подкусурување, да станете камен што се сопнува, камен за сопнување, да станете камен за сопнување. Никој не е пророк во своето село. Најпосле, браќа, молете се за нас, молете се на Бог Отецот, повикајте го во името на Исус, зашто што и да побарате во моје име од Отецот, вели Исус, ќе ви се даде. Дали го молите Отецот Небесен преку Исуса Христа во името на Исус? Најпосле, браќа, молете се за нас, да Господовото Слово брзо да напредува и да се прославува како и кај вас, а да бидеме избавени од лоши и зли луѓе, какви што не навасуваат сега, бидејќи сите немаат вера. Значи, молете се, тоа ви е пораката. Треба да го молите Бог Отец од името на Неговиот Син Исус Христос. Тој ве запишал, вие сте синови Божји, ако го изберете Исус и врвите по Него, Бог нема да дозволи да страдате повеќе од тоа што е. Можете да истрпите или што ќе биде за општа полезност.
Но верен е Господ кој ќе ве утврди и ќе ве запази од зливот. Тој може да ве запази од се тоа што ви се случува. Уверени сме во Господ за вас дека го вршите и дека ќе го вршите она што ви го заповедаме. Љуби го својот ближен како себе си и љуби го Господ својот Бог со сета своја душа, со сиот свој разум, со сето свое срце. А Господ да ги насочи вашите срца кон Божјата љубов, Македонио, кон Божјата љубов и кон Христовото трпение. Не уморувајте се правејќи добро. А вам ви наложуваме, браќа, во името на нашиот Господ Исус Христос, да се двоите од секој брат кој води неуреден живот, а не по преданието што го примивте од нас. Навистина сами знаете како треба да не имате за пример, зашто ние не се однесувавме неуредно меѓу вас, ниту јадевме нечи леп дарум, туку работевме во труд и напор, ноќе и дење, за да не му бидеме на товар некому од вас. Тој покажува како треба да се однесува еден христијанин. Да ги следи патеките на Исус Христос. Значи, кој и кога бевме кај вас, ви го заповедавме ова, кој не работи, не треба да јаде. Тој зборува дека работникот ја заслужува својата награда. Имено слушаме дека некои меѓу вас живеат неуредно. Ништо не работат, се занимаваат со празни работи. Може би го собранието на РМ. Некои луѓе што решаваат без Бог, тоа се празни работи, на таквите им заповедаме и ги молиме во Господ Исус Христос да работат со смиреност, да си го јадат својот собствен леп и да го повикаат Исус Христос да не води, зашто кога слеп води слеп, обата ќе паднат во јама. Тој зборува за духовно слепи. Да не падне Македонија во јамата на Армакедон и да не знае на која страна ќе биде во битката, бидејќи ако Господ не е со нас, ако е Господ со нас, кој е тогаш против нас? Има едно кој не собира со мене, Исус вели, тој растура, значи ќе биде во тој што растура. А вие, браќа, не се уморувајте да правите добро. Ако пак некој не го послуша нашиот совет преку писмово, обележете го и не мешајте се со него за да се засрами. Но не сметајте го за непријател, туку предупредувајте го како брат. А самиот Господ на мирот секогаш да ви дава мир да ви дава во секакви околности и кога ќе ве натискаат од сите страни разни сатански дејствувања, македонци мои, Господ да биде со сите вас. Но за да биде Господ со сите вас, треба да го повикате Исус. Исусе, потребна ми е твојата сила, татко мој, во името на Исус те молиме во Македонија да се шири светото Евангелие и да се врати Македонија во твојата преградка. Јас, Павле, своерачно ве поздравувам. Тоа е белег во секој писмо. Така пишувам, не јас. Господ пишува низ мене, Отецот Небесен. Благодата на нашиот Господ Исус Христос да биде со сите вас. Татко мој, во името на Твојот Син те молам овие слова да ги допрат сите оние, да се разбудат духовните водачи, Јона да се разбуди од бродот, ако не, тај ќе го фрлиме во морето, нека го лапне китот. Нека му се исуши сенката на тиквата и нека ти се налути, но нека се спасат македонците, ниневејците, сите оние кои ти избрале тебе. Македонија е под сатанско дејствување. Без тебе, татко мој, без силата Христова, ние сме немокни. Те молам овие слова да ги допрат сите оние кои се жедни за тебе, да им се отворат срцата, да клекнат на колене, да го повикаат Твоето име. Име над секое име. Исусе, довиди во Македонија и помогни ни. Испрати христољубиви водачи со чисто срце, добра совест и нелицемерна вера, не кратци и лопови, сатанско колено на Јуда, зашто Јуда крадеше и го продаде Исус за 30 сребреници. За да не завршиме на гранчаровата нива, да не завршиме проклет е оној кој виси на дрво. Татко мој, ти си ја запишал Македонија, ја оставам во Твоите раце, се молам за сите болни, гладни, осамени, сирачиња, вдовици. Се молам за мојот народ, за Твојот народ,
за сите луѓе што живеат во Македонија, да ги допре твојата љубов, да ги допре твојата милост и да не држиш во дланките да викаме татко наш, оче, и нема да дозволиш ниту една овца да биде загубена, ниту македонската овца, како што не дозволи да биде загубени и ниневејците. Разбуди се, Јона, Јона, разбуди се, затоа што бродот тоне, Армагедонести, станете мртви, да бидат, да влезат живите. Мир вам, македонци мои, до Божјо Царство Небесно. Другата приказна е широкиот пат кој ве води кон сатанско действување, на кој на Македонија ја одземаат се што има. Најнакрај ќе сакаат да ја земат душата, зашто битката за души се случува. Ако Господ ве запишал во Светото Писмо, кој може да ве избрише? Се разбира, ако вие го изберете Бог, Отецот и Неговиот Син Исус Христос. Другото е Армагедон Ести. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божји се. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат.